Денес се наоѓаме добар ден во седиштето на Нов Асном, каде што ќе збориме со претседателот Саша Маневски на теми поврзани со војната во Украина. Ќе ве замолам на крајот ако може и лајк и сабскрајб на видеото. Добар ден, Саша. Здраво. Здраво. Дали сметате дека Трамп со тоа што кога најавуваше дека ќе дојде на власт и дека ќе ја спречи војната за 24 часа во Украина или пак за месец дена, колку е тоа изводливо со оглед на тоа што Путин сепак не би се задоволил со останувањето на тие 4 територии кои што ги има освоено, туку сепак би одел на одвојување на Дунав, да ја одвои Одеса и одвојување да стигне до Киев. Да. Прво благодарам на твојата покана во наше студио да разговараме. Дефинитивно добро прашање. Има тука неколку подпрашања внатре во прашањето што го гледам. Едно е треба се да се стави во контекст на изговореното, а особено кога Трамп одлучи да го промовира својата кампања и дека ќе ја запре војната за 24 часа. Значи, тоа беше повеќе кампањски слоган, него вистинско обеќавање до неговите поддржувачи и гласачи. И и целата приказна околу тоа е да ги убеди неговите гласачи да гласаат за него, знаејќи дека он сака да искрено сака да склучи мир во Украина и војната околу Украина. Се другото и секакво друго гледање е погрешно затоа што војната Украина не само што не може да запре за 24 часа, него таа ќе продолжи уште индикациите сега за сега гледаме дека се подолго време. Тоа е едната работа. А втората, значи тој дел и уште не треба да се земат изјавите на светските лидери здраво за готово, дека како авторитативни, дека они кои ќе кажат нешто, тоа ќе го направат. Напротив, живееме во многу времења каде што се пропагандата, исто и така политичката, медиумска пропаганда е насочено да се убедат одредени група таргети на популација, за да они веруваат во зборовите на лидерите. А дали е тоа точно или не, треба да се биде многу предпазлив и да се анализира во контекстот на состојбите. Значи, кога се работи за тоа што Трамп повеќе пред кампањата, тоа беше повеќе кампањска негова залажба, него вистинска него вистината. Од друга страна, што се работи кога каже за Путин и за можноста да излезе на Одеската област или да ја подели Украина по долж Дунав. Како прво, Руската Федерација, тоест Путин ниту Медведев кога беше председател, никогаш нема ниту изјавија било какви аспирации за освојување нови територии. Значи, тоа е една пропаганда што се пропагира дека сака да бидат голема. Русија е најголема држава најголема земја на цел свет и не е потребна територија воопшто за да освојува. И во тој контекст немало изјава на руската од било кој руски политичар дека они имаат империалистички побуди. Меѓутоа, оваа војна во Украина мораме да знаеме дека таа провоцирана војна, а провокатор е Западот со тоа што бескрајното ширење на НАТО. Само за подсетување на гледачите, Манфред Вернер, кој беше генерален секретар на НАТО во 1990 година, кога целиот Запад и даваше обеќавања на Горбачов и на Советскиот сојуз дека нема да се прошири, он ја имаше следната изјава. Со самото тоа што
даваме гаранции дека НАТО нема да се прошири до ниедна друга држава, тоа е сам гарант за безбедноста и безбедносните гаранции на Советскиот сојуз. И тука се кажува. Значи, проширувањето на НАТО може да биде гледано од страната тогаш на Советскиот сојуз како можна безбедносна закана. И тоа е тоа е во нормални услови, така се размислува. И така е, НАТО не е голф клуб кај што играат со пури водачите на државите кои се членки, него тоа е еден воен сојуз, предводен од Соединетите Американски држави, која е супер сила, има 5000 нуклеарни боеви глави, наспроти Русија која има негде како 5500. И во тој контекст е дадена таа изјава, од кога НАТО почна да се шири источно од 97 па до сега лани кога имавме нови членки, Русија тоа го гледа како постојана закана. И за Русија како земја е супер сила, апсолутно е неможно да ја прифати Украина како НАТО членка, затоа што НАТО ќе биде премногу блиску до Руската Федерација за во било каков вооружен, хипотетички нуклеарен судар да руската одбрана реагира правовремено. Значи, од руска страна, секој проширување на НАТО е закана, а црвената линија е границата, западната граница на Украина и Полска. До Полска, Словачка, Романија, Унгарија. И со оглед на тоа што имавме едно агресивно проширување на НАТО, ние исто така го осетивме на наша кожа, со тоа што сме северна, против нашата политичка волја изразена на 18 септември 2018 година. Во украинското сценарио, значи, Русија ова мораше да го направи заради да щити својата безбедност. Слична безбедносна структура има и Америка, со тоа што има доктрината на Монро, која лани чинам или прехлани ја славеше своја 200 години постоење. А таа кажува дека Соединетите Американски држави нема никогаш да дозволат трета сила која е надвор од Јужна и Северна Америка да има база или на јужноамериканскиот или на северноамериканскиот континент. И оваа доктрина веќе 200 години во функција. Значи, овие безбедносни основи на едната и другата суперсила се знаат, се знае, меѓутоа е игнорирано од Западот и со бескрајното истрчување на НАТО во Украина ја провоцира Русија за да почне војната во Украина. И таа истата војна сега, таа многу малце се збори за жал овдека воопшто, која е структурата и зошто начинот и целта на таа на војната операција. Руската армија, мислам, линиите се земени од 2022 година и горе-доле се тие исти, меѓутоа имаме едно поместување во последниве 6 до 8 месеци, кога руската армија почна полека да освојува повеќе и повеќе земја. Целта на руската армија не е да освои земја, него да ја уништи украинската армија. И тука е главната разлика. И затоа ако ќе гледате војната, овие се тепаат, нема разлика. Може да се тепаат до бесконечно или било што. Тоа е едно погрешно гледање. Си има одредени математички формули кои се користат кога се мерат силите на една или друга држава, и целата оваа војна е димензионирана да украинската армија биде поразена од страна на руската армија. И тоа и го прави. Преку сега имаме неколку 1.400.000 украински војници
се жртви, исто руската армија има претрпено, не се знаат, меѓутоа се претпоставува дека односот на загубени животи и се од прилика 1,7 до 1 до 12. Тоест, за еден руски војник, да некогаш и 1,20, во зависно во која битка, гинат од 7 до 20 украински војници. А со оглед дека Украина сега е празна држава, избега, имаме присилна мобилизација и лимитиране капацитетот на жива сила, си има формули колку време тоа може она да го издржи пред самата армија да колабира. Кој што ќе тогаш би се случила многу брзо. Сега дали ќе излезе на одеската армија на одеската област или не, не знаеме. Се зависи дали Зеленски сака да потпише мировен план со Русија или не. Ако е вака како што е, а ја не верувам дека он ќе ја промени својата политика, затоа што секој мировен договор значи пад на неговото владење. И се додека има војна, он ќе биде актуелниот лидер кој ќе има некоја бенефит од сето тоа. Тогаш тоа е добар знак да кажеме дека ќе ја принуди Руската Федерација да освојува се повеќе и повеќе земја, за да ја принуди со тоа и да ја порази украинската армија, за да се потпише еден мировен договор. Значи ја предвидувам дека ќе има уште војна, уште војување. Каде ќе бидат границите не е известно, затоа што се зависи од Западот и колку Западот ќе ја помага Украина и послушниот лидер Зеленски, кој ги исполнува сите нивни обврски задачи. Гледаме дека со последниве најави имаме Coalition of the Willing, значи фракција од НАТО, од така наречените големи држави Британија, Франција и Германија, кој што е желна и спремна со остатокот од нивните војни потенцијали да и помогне на Украина. И ќе видиме сето тоа како ќе изгледа. Дали сметате дека Америка секогаш на некој начин лошо ги проценува русите, едноставно не може да го разбере тој словенски менталитет и ги подценува, како што изјави еден голем американски генерал, русите никогаш не се толку јаки колку што сметаме, но не се ни толку слаби како што ги сметаме. Да, апсолутно. Мислам дека и она што го гледам во американската надворешна политика и администрација е тотално подценување на цела руска нација, не само на лидерството, и што може руската нација да направи кога е исправена до вакви предизвици. Тоа е многу очигледно да се види према политиката што ја носеше, што ги носи американската администрација, санкциите, давањето оружје на до сега, додека не дојде Трамп, давањето на оружје на Украина и спремањето на украинската војска да се соочи со руската војска, мислејќи дека ќе исходот од таа војна ќе биде позитивен за Украина. И тоа е едно подценување, затоа што да подсетиме, оваа војна не е почната 2022, оваа почна во 2014 година и од тогаш активно на поголемо и помало ниво трае. Во тој контекст дефинитивно уште еднаш се подценети и мислам дека игнорирачкиот став и заслепени од моќта што ја имаат одредени вашингтонски политичари, не одредени, него голем дел, апсолутно и ја подценуваат и недоволно внимание посветуваат за да се реши тој проблем.
Дали сметате исто така дека Америка на некој начин погреши, бидејќи во овој случај со војната во Украина против Русија, тие сметаат дека ќе се соочат со еден противник како во минатото што го има случајот со Србија, Ирак, Авганистан, иако и од Авганистан тие на крај се повлекоа, меѓутоа тие се сепак некои послови противници, Либија и така натаму, меѓутоа овој пат се соочија со многу поголема и помоќна сила со која што не можат да излезат на крај, туку така како во минатото. Дефинитивно дека е ја вере голема грешка од нивна страна, меѓутоа они неа ризикот ако го гледате од нивна страна е многу мал. А мал е затоа што они не губат американци, не губат американска војна сила, него како што Линдзи Грахам, сенаторот од, мислам, еден од сенаторите кој е од Северна или Јужна Каролина, изјави во една прилика кога ја посети Украина, кажа дека ова е најдобрата и најисплатлива војна која Америка било кога ја војувала, затоа што не гинат американци, американците ја финансираат, ја ослабуваат Русија и барем он така мисли, и голем профит има американската војна индустрија. И тоа е дефинитивно едно подценување и кое е тековно. Сега колку време ќе трае не знам, меѓутоа како што ако некој не отстапи или тоа само значи дека за жалки жртвите и ќе бидат се поголеми од украинската страна. Дали сметате дека можеби во наредни 10-15 години се смета дека на прво место во економија и во воена сила ќе избијат Русија и Кина, меѓутоа сепак тоа можеби да излезе на крај Индија како најмокна држава, бидејќи сепак таму, иако има огромен број на сиромашни бездомници, сепак има и можеби една од државите каде што има најголем број на милиардери, науката напредува и економијата исто така. Па да, дефинитивно. Значи, ние живееме во еден тотален нов свет. Не нов, нека веќе тој свет е веќе последните 10 години прераспределбата на моќта и силите исто така се прераспределени, само разликите меѓу едниот и другиот свет се зголемуваат. Имаме номинално мерење на економијата, кое што западните G7 земји номинално кои се очекува на бројките кои на нивните економии на изглед се многу високи, но од реален аспект не се. И во тој контекст прва економска сила е дефинитивно Кина. Тоа е веќе од 2016-2017. Русија е четврта економска сила по реалниот однос. Значи, реалниот однос се гледа колку популацијата во државата може да си приушти услуги и производи. Врз база на тоа колку пари зимаат, колку е приходот и колку можеш да купиш со тој приход. Тоа е затоа што цената на струјата во една земја е една, друга е друга. Исто така на храната, на другите производи. И можеби на изглед Германија или било каде се зима големи плати, меѓутоа и трошковите за одредени производи се многу поголеми него у било која друга земја, што има на изглед помала приходи. Затоа се конвертира, се дели со односот на вредноста на доларот, за да видиме колку луѓето може да земат во американскија за тие пари, колкува вредноста на производите и услугите во државата кај што работат. И на тој начин имаме нов свет кој на западот не сака да го знае, не сака да го прикаже. Нормално, наши лимитирани и подкупени медиуми тоа исто така не го прикажуваат, него само кажуваат Брисел, Вашингтон, Брисел и толку. Индија, како што кажа, мислам дека сега
прва по бројот на жители, има многу милиардери, одредени многу се добри во IT технологијата и потенцијално ги имаат потенцијалите и сакаат да ја развијат својата војна индустрија. Меѓутоа, ако се работи за војната моќ, мора тука да се земе во предвид, значи едно е бројот на жители, што она го има, фактот дека има финансиски се независни, но од друга страна е војно-индустријскиот комплекс и големината и силината на нивната армија. Кога се работи за војно-индустријскиот комплекс, за жал Индија е технолошки се уште не е на ниво како што е Руската Федерација или пак Америка и и Кина. И во тој контекст каска во производувањето на софистицирано оружје. И затоа таа го купува претежно дали од Руската Федерација или од западни извори. Или со Израел исто така има добра соработка. За да имаме една сила која ќе биде супер сила, треба една од моралните присутни фактори е војно-индустријскиот комплекс кој Индија го нема. За тоа треба доста време да се развие, затоа што доста од технологиите компаниите и државите не сакаат да ги дадат, му го продаваат, но не сакаат да го даде како војно-индустријска соработка. И како такви, Индија ќе треба доста време за да го развие својот војно-индустријски комплекс, за да биде на исто рамниште како и останатите велесили, како што е Кина и Русија и Америка. Така, како што напоменавте исто така, сметам дека голем број на европски лидери ги заплашуваат своите граѓани дека Путин целта му е да стигне дури до Лисабон, значи да освои цела Европа, меѓутоа колку тоа на Путин му е исплатливо да одржава толку огромна територија и дали е тоа само еден вид на заплашување на народот и пропаганда? Тоа е чиста пропаганда, заплашување на народот и тоа е еден вид на оправдување на политиките што западните политичари ги водат во своите држави и кон Руската Федерација. Тоа е апсолутно не се базира на вистина, ниту пак се базира на реална отсликување. Чисто за кога се распадна Руската Федерација, тоа е Советскиот сојуз кога се распадна, ние имавме целосна, значи, пад на производството на оружје, на војните, армијата на Русија се смали. Во времето на Советскиот сојуз беше од 3,3-3,4 милиони големината на армијата, за да тоа се смали негдека на 1.400.000, 1.200.000, тука негдека, и војно-индустријскиот комплекс многу се намали. Така да, кога почна НАТО да се зголемува, почна полека да се развива таа приказна за руската небезбедна држава која е закана за Западот, но немаше никаква основа, ниту имаш изјави на рускиот Владимир Путин, ниту тоа го отсликуваше големината на армијата на Русија и војно-индустријскиот комплекс кој, он и си одржува војно-индустријски комплекс, меѓутоа капацитетите беа многу мали. Да кажем дека сега тотално е различна ситуацијата заради војната во Украина, тој е неколкукратно зголемен и ќе расте се поише, што гарантира дека војната ќе продолжи и Русија може да буквално во недоглед да ја води истата, затоа што ги има сите предпоставки. Независна е, има јак војно-индустријски потенцијал и за разлика од украинците кои ги собираат по улица
и бегаат ги за да бидат дел од војската. Во Русија има проблем како да ги доброволците како да ги примат за да се војуваат на украинскиот фронт. А западните медиуми и политичари тоа го користат за да го плашат својот народ и за да ги оправдат своите политики кон Русија и да ги зголемат буџетите на НАТО, буџетите кои се 5%. И тука треба да бидеме многу предпазливи што тоа значи за нас. За нас значи дека на буџетот за Министерство за одбрана кој е проектиран да 100 милиони од истиот се потрошат за купување на оружја по големиот дел американско, тој неколкукратно ќе се зголеми. И тоа гарантира дека нашите ресурси на граѓаните ќе одат да се купи американско, француско и било кое друго оружје, да се финансираат нивните индустрии и нивните индустрии да генерираат профит за сметка на нашиот стандард. Затоа што тие пари не можеме не да ги инвестираме овдека за да се подобри здравствените услуги, инфраструктурата и така натаму, него сега ќе поземуваме пари од трети држави за да се развиваме. И тука е таа една приказна што е комплетирана, значи имаме една агресивна политика кон Руската Федерација која немаше основа, се додека НАТО не се појави во Украина. И сето тоа е убаво поврзано со војно-индустријскиот комплекс, купување на оружје од страна на НАТО земји членките. Тоа гарантира во нашиот случај помал економски раст и продолжување на сиромаштијата на нашиот народ. Дали сметате исто така дека со еден збор со тоа што американците велат дека Путин не сака да ја прекина војната, меѓутоа сепак на еден начин доколку Америка и Европа, НАТО прекина да ја снабдува Украина со оружје, сепак војната ќе завршеше во рок од една недела и денес. Апсолутно немаше да почне. Апсолутно, значи ова е прокси војна меѓу Америка и Русија и од 2014 година, значи украинската армија е спремана за војна со Русија, со Руската Федерација. И кога изби во Донбас војната, имавме Минск 1, Минск 2 договори кои се потврдија дека тоа биле самите потписници потврдија дека тоа се ги подпиша Оланд и Меркел, кои беа потписници на истиот. Самите кажаа дека го подпишале само за тоа да и се даде шанса на украинската армија да биде снабдувана со западно оружје. И таа треба да се гледа во контекст сето тоа. Значи, Руската Федерација подпишува договор со Германија и Франција, Минск договор. Те првиот се гледа да не се реализира, по уште еден подпишуваат. И сега имаме дека сето тоа било подпишано само да се замае и да се залаже Путин. Тоа се нашите стратешки партнери. И ова мене лично ме потсеќа на ветото што ние го добивме откако предавнички беше сменето нашето име, да прв кој ни стави вето беше баш председателот од Франција, кој дојде овдека и кажа дека да, вашите порти ќе се отворат, сменете го името и ќе ги почнете преговорите. Сега да сме на една уценувачка, да ставете ги бугарите и тоа ќе биде последно и така натаму. И ќе ви се отворат портите на вакво. Значи, со еден збор се прави една политика која ги фаворизира западните големи сили на сметка за другите народи.
таквата политика во нашиот случај гарантира слаб економски раст, висока зависност од војниот опрема што се купува на запад, која е скапа за наши стандарди, а нашите безалтернативни политичари не сакаат да идат на на други пазари за поевтино на пример да се снабдат. И тоа се што се купува сега што ќе биде 5% од издвајање на буџетот, ќе се од устите сите наши ќе се трга за да се прави за да се купуваат оружје. Да. И сакам да ти се заблагодарам за твојата покана. Се надевам дека имавме една добар разговор и Благодарам, Сашо, и Да. мене ми беше многу пријатно, па се надевам повторно во следна прилика ќе соработуваме повторно. апсолутно. Да, благодарам. Тоа беше емисијата на Нов Асном каналот со Саша Маневски. Се гледаме во следна прилика.